Македонскиот идентитет не може да биде заштитен во услови кога се преговара за неговата историска содржина, вели професорот по историја Митко Панов на научна трибина за последните обиди за редефинирање на фашизмот и антифашистичката војна. Ако се продолжи со ваквото обезличување на историјата, политичките преговори ќе го направат македонскиот народ и јазик историски невалидни, е ставот на експертската јавност. Политички наметнатиот историски ревизионизам има сосема поинаква цел и директно задире во самиот карактер на антифашистичката војна, што ги доведува прашање историските придобивки на основ, како фундамент на современата македонска државност и национална самообидност. Сето тоа треба да најде финална реализација преку промената на националниот наратив и учебниците, со што историски и генерацијски ќе се делегитимира македонската посебност. По ултимативните барања кои ги наметнува Бугарија и темпото кое го диктираат тамошните политичари, не е јасно како македонските историчари кои ја водат историската комисија се дозволуваат ревидирање на македонската самобитност, вели поранешниот директор на Институтот за национална историја Тодор Чепреганов, кој жестоко реагира на обидот на председателот на Мешовитата комисија за историја Драги Ѓорѓиев да го амнестира фашизмот. Преговараат како што како македонци со бугари, ако некој не те признава, како може да ти прифати нешто? Ти можеш да прифатиш само од него. И сега, што ни се случува? Бугарите ни прават ревизија на сето она што како колективна меморија го има македонскиот народ. За професорот по филозофија Трајче Стојанов, договорот за добрососедство не е ништо друго освен продолжение на она што беше започнато со Преспанскиот договор. Бугарија е продолжение на Преспа, тоа теориски точно може да се диагностицира. Имено, треба да се доврши, јас тоа нарекувам просторно-временско, тоест просторно-историско омеѓување, прецизирање на македонизмот, ако сакате, начинато во Преспанскиот договор. Македонските историчари и интелектуалци кои преку писмо повторно се обратија до власта, реагираат на како што велат антимакедонските дејствија на нашата влада, чија агенда според нив полека но сигурно водила кон рекомпонирање на македонскиот идентитет и на сите негови чинители, јазикот, културата или колективната меморија. Осврнувајќи се на историскиот спор кој го наметнува Бугарија околу Гоце Делчев, експертската јавност е единствена дека правото за чествување на Делчев им припаѓа само на македонците.